Штипско културно лето 2015 синоќа беше збогатено со прекрасниот сопран на магистер Кристина Палија, пропратен со тоновите од пијаното од страна на доктор Невенка Трајкова. Две млади личности кои се етаблирани како во рамките на државата, така и надвор од неа. Првиот настап ни беше во Шпанија на светски надпревар на Монсерат Кабалје. Тоа беше минатото лето и од тогаш сме си нон-стоп заедно. Потоа продолживме со нашите турнеи низ Европа, имавме неколку настапи во Австрија, во Линц, турнеја во Словенија, каде што сме дел од трио Грациозо, виолина, пијано и сопран. И таму имавме настапи на еден неверојатен хуманитарен концерт во Метлика, каде што настапуваа големи звезди од цел свет. Исто така и пред 2 недели настапивме на Велесград на културата 2015, а сега престои и уште еден концерт во Неготино, кој што е топол културен бран. Нивното учество на Штипско културно лето го должат на градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев, кој бил восхитен од нивниот настап на новогодишниот концерт на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев. Мора да кажам дека Кристина и Невенка се прекрасно, практично еден тим кој навистина знае да го презентира нашиот град и надвор од границите на Република Македонија. Има настап, мислам дека беше во Линц во Австрија, и навистина тамо се покажа во најдобро свет. Гласот на Кристина е фантастичен. Невенка со пијаното ќе ја прати навистина одлично. Веќе бев на еден нивни настап, навистина ме пленија со она што го презентираат како класик. Мислам дека 30 години Штипско културно лето беше навистина збогатено со врвни настани, а еден од тие настани е вечерашниот, за кој верувам дека ќе остави белеки траги, ќе се памети и во иднина. Додека во уметничката галерија Безистен Кристина Палија пленеше со својот глас, во Дом на млади се одржуваше изложба на фотографии на фотографот аматер Тоши Трајчев. Неговите 30 изложени фотографии, кои за прв пат се изложени пред Штипјани, привлекоа големо внимание, бидејќи покрај портретскиот приказ на неговите сограѓани ги осликуваат и промените во градот, како и настаните од областа на културата. Со фотографија се занимавам поактивно веќе последните 2 години, веќе 7 години, али како аматер фотограф. А последните години веќе поактивно и вие фотографи се претежно настанати у последните 2 години. Исто можам да кажам дека сакам многу концертни фотографии, претежно ги следам сите концерти. Позитивни коментари за фотографиите Трајчев доби од неговиот колега Тоше Ристов. Пример Тоши Трајчев е еден, да кажем, од по-младите фотографи како фотограф, меѓутоа ова е неговата прва самостојна изложба и можете да видите сами сведоци дека тој се изразува на еден многу добар начин, оно што го окружува, оно што го гледа, го преципира многу добро, технички многу добро изгледа цело тоа што е овде и мислам дека во брзо време ќе добиеме многу добар квалитетен уметнички фотограф во нашиот град. Со програмата на Штипско културно лето за вечерва е предвидена промоција на книга на магистер Милена Ристова Михајловска. Станува збор за промоција на книгата Автографи на македонските книжевници во 15 и 16 век, која со почеток во 20 часот ќе се случува во соборниот храм Успение на Пресвета Богородица во Штипско Ново село. Во Дом на млади во 22 часот ќе започне концертот на групата Тотално опуштање. И овој е еден од настаните предвидени со програмата на Штипско културно лето.